Прилепчани, уште едно ново издание на Urban Life на канал Визија со најновите содржини започнуваме веднаш. Во саботата The Hounds направи добра џурка во Лидо по повод проширувањето на локалот, а на лице место беше нашата екипа, па да видиме што извоја за нас вечер. По повод отварањето на проширениот дел на кафе Лидо и настапот на познатиот рок бенд The Hounds, ние имавме чест да присуствуваме на овој возбудлив настап, заедно со огромен број на посетители. Дечките од The Hounds повторно ни докажаа дека знаат да ја доведат атмосферата до точката на вриење. Здраво, драги мои! Ова врнежливо утро решив да го испијам кафето со еден од членовите и воедно главен вокал во групата The Hounds, а тоа е Златко Карчевски. Здраво, Златко! Здраво, Вики! Како си? Супер! Гледаш, ни се погоди време во сонце. Море, плажа, само за кафе си е работа. Добро, би сакала да те прашам, The Hounds, од каде идејата за името на групата? The Hounds. Па добро, знаеш што свириме што музика. Свириме алтернативен рок, гранч. The Hounds баш ни звучи некако напнато. И плюс добро изгледа на постера, затоа мораше да го одбериме тоа име. Дали би можел да ни откриеш приказната за основањето на оваа група? The Hounds функционира во истата формација веќе 3 години. 3 години и 3-4 месеци. Се собравме музичари кои што имавме иста цел во животот, значи еден план, нема план Б, мора да се направи рок група во Прилеп. Се договоривме и почнавме да свириме едноставно. Од вашите видеозаписи кои ги имате направено, дали би можел да ни издвоиш кои се тие, на кои песни и еден од твоите омилени видеозаписи? Како The Hounds имаме 3 видеозаписи. Првиот е на Во празен свет, режиран од Александар Јанкуловски-Јански. Вториот е на песната Ало. И третиот на последната на Розитка. Двата последни се во режија на Огнен Шапковски. Омилен дефинитивно ми е Ало, затоа што го работевме со огромна маса на луѓе, беше потребна организација и високо ниво на дисциплина. Го изреализиравме, мислам, како што треба и мислам дека Ало го постигна според нас тоа што го заслужува, беше промовиран на MTV, се вртеше на сите медиуми и така. Како што спомна, во вашиот спот има голем број на луѓе. Како дојде до избирање на тие луѓе или имаше нешто кастинг, било што? Немаше некаква посебна селекција. Значи се трудиме The Hounds да биде бенд од луѓето и за луѓето. Значи тие луѓе што беа во спотот за Ало се наши фанови што идат на нашите настапи. Се собравме и изработивме заедничко парче што верувам дека ќе остане во Прилеп. Како поединец, дали ми може да откриеме нешто повеќе приватно за тебе во твојот живот? Или би ни открил ти? Можеме. Иако верувам дека сето тоа го знаете, настапуваме искрено. Главна преокупација мене лично ми е музиката. Се што правам и го работам со иста цел, музиката. Добро е во животот, вака како совет да дадам, да немаш план Б, значи тие стари муабети дека убаво е сакаш да имаш план Б, ги отфрлам тотално, бидејќи можеш да бидеш добар и успешен во една работа ако немаш друга опција. Значи единствено плана мора да успее и тоа е главна преокупација во мојот живот. Вашите планови за во иднина, дали би преферирале да се промовирате надвор од Македонија како настапи, пошто знаеме дека ве знаат сега веќе низ цела Македонија? Да. Па дефинитивно тоа е сонот, значи да успееш на страна. Сега еве конкретно за во најблиски днина можам да кажам дека го спремам интензивно спотот за заедничката песна што имаме со Тони Зен
тој дефинитивно ќе оди на MTV, најверојатно промоцијата ќе биде на MTV. И така, имаме добра песна, леле, мора да ја слушните. Мора, добра. Како група, вашите планови или неостварена желба за понатам? Заедничка. Како група? Па ништо. Мора, значи, да свириме на голем рок хепенинг. Тоа е сон на секој рок бенд, мислам. Значи, зборувам за фестивали, не нашиве, например, Макфест, такви работи отфрламе, туку каде што се настапува со пред многу публика, многу рок-н-рол, од типот на Exit и сличните што се во регионот. Значи, сон на The Hounds е да настапува на големи сцени. Па, Златко, ти благодарам за одвоеното време, за ова интервју и ти посакувам премногу големи успеси и да продолжите да го представувате Прилеп како ваш град и надвор од Македонија. Но дали би сакал сега да продолжиме со кафето? Ајде, може. Фала, Бекина, ако ми беше чест. Една труба нон-стоп. Ова е од преголема возбуда, имено за прв пат во емисијава ни гостува и трубач, па да видиме, да дознаеме нешто повеќе за него. Здраво, драги мои! Наш вечерашен гостин е Љупчо Богатиновски, студент на Музичката академија во Штип. Здраво, Љупче, како си? Добро, фала на прашање. Слушнавме дека веќе подолго време се занимаваш со музиката, па кажи нешто повеќе за тоа. Па јас почнав да се занимавам со музиката од мојата 7 година, кога се запишав на основното музичко училиште во Прилеп и почнав да свирам на инструментот труба, значи првите почетоци ги добив од тука, од овој град. А дали свириш на некој друг инструмент освен трубата? Па освен на трубата свирам и на пијано. Пијаното го учев во моите 4 години школување во средното музичко училиште во Битола, каде што после основното секако продолжив таму и веќе почнав од тогаш да се занимавам со професионално свирење, со професионално бавење со музиката. Кажи ни нешто повеќе за твоите успеси, за тоа што се занимаваш околу 14 години со музиката, па кажи нешто. Па да, јас околу 14 години се занимавам со музиката, како што кажав и претходно, веќе од средно училиште почнав професионално да се занимавам со музиката. Сум настапувал на повеќе надпревари, концерти, останати музички изведби. Сум учествувал 2-3 или повеќе пати на државниот надпревар во Скопје, како соло изведувач или како придружен со останати трубачи или некогаш со други инструменти, камерен надпревар. И сум освоил повеќе награди, меѓу кои 3 први, еднаш второ место и една пофалница. Дали имаш некој твој идол? Па, јас имам повеќе идоли, така да за специјално за еден не може да се каже. Има доста добри изведувачи на труба, како и во класиката, така и во џезот. Едни од нив актуалниот Сергеј Накаријаков од Русија, постарите Винтон Марсалес и Морис Андре од Франција, од кој има доста да се научи.
така и во джезот. Легендата Луис Армстронг, Сачмо и останати изведувачи. Кои се твоите планови за во иднина? Па сега имам уште една година до завршување на факултетот, па планирам нешто, можеби запишување на магистратура и на некое добро работно место како музичар во операта или во симфонискиот оркестар или евентуално како некој професор на некој од училиштата. Ти благодарам за времето што го извои за нас. Благодарам. Ротари клубот од Прилеп по повод ослободувањето на град Прилеп организираше сликање за сите возрасти. Да дознаеме нешто повеќе за тоа. Здраво, драги мои! Денес е 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, а по тој повод клубот Ротари од нашиот град организира цртање во центарот на градот, каде што многу млади уметници можат да си го искажат својот талент преку сликањето. Денеска сме по повод на манифестацијата во организација на Ротари клуб. Еден хепенинг каде што се одржува надпревар помеѓу младите таленти кои што се занимава со ликовната уметност и учеснициме исто од Друштвото на ликовни уметници од Прилеп. Овдека гледаме нешто имаш нацртано. Дали можеш да ни кажеш што е тоа и од каде доби инспирација за да го нацрташ тоа? Па тоа е интересно заради тоа што пред се морам да признам дека тоа беше испланирано веќе пред време пред да го изработам ова, но како што гледам и други луѓе како што поминувам и надополнија дека сум бил по романтизмот, па на некој начин е љубител сум на романтизмот и на ренесансата. Оваа манифестација која што денес ја организиравме е во склоп на нашите активности и основни цели на ротаријанството, а тоа е служење на младата генерација. Што значи служењето? Служењето значи дека ние сме поддржувачи и аниматори на младите, конкретно за оваа манифестација ликовни уметници од нашиот град и од нашата република, со тоа што им даваме можност да се искажат, да го развијат својот талент, а може би во иднина да станат едни од нашите академски сликари со кои нашиот град ќе се гордее, како и републиката. Обезбедивме награди, на тој начин сакаме да ги стимулираме, да им помогнеме понатаки, може би професионално да се занимаваат со ликовната уметност, што е наша цел и придобивка. А дали може да ни кажете кои се наградите? Можам да ви кажам, обезбедена е прва награда која што ќе ја одреди, мислам ние ја доделуваме, а имаме стручна комисија од двајца еминентни наши сликари кои што ќе ги оценуваат трудовите и за првите тројца најдобри имаме прво обезбедено викенд за двајца во хотел Монтана во Крушево. Исто имаме обезбедено и комплет прибори за цртање со платна, штафелаи, бои. Посебно за нашите гости, сакам да напоменам дека имавме оваа година и гости од Куманово и од Битола, кои што беа дојдени во организација на Ротари клубот Куманово и Ротари клубот Битола Широк Сокак и за нив во знак на благодарност за тоа што ја збогатија оваа данешна наша манифестација, посебни награди за нивните учесници. Ви благодариме многу. Ние тука се одјавуваме, а повторно се гледаме наредната среда, како истекоја среда, во 22 часот. До тогаш, до гледање.